Благодарам, председателке, почитувани колешки и колеги, почитувана јавност. Се согласувам со колешката Бисера, дека видите, институциите имаат секакви причини поради кои што даваат предлози. Можеби некој научно истражува кој и смета дека тоа е особено важно. Јас како историчар на право знам дека секоја една документација за модерна историја, ако не прележи 50 до 80 години, не е доволно релевантна за да може да се третира и да се извлече вистинското значење, дали имало позитивен или негативно влијание во развојот на македонското општество, и од таа причина навистина нема потреба да оптеретуваме програмата со дефокус или нешто кое што може да предизвика бран на други прашања кои ќе отворат една пандорина кутија каде навистина имаме многу значајни личности кои што можеме да ги третираме. Ние во оваа фаза, во оваа ера, можеби треба во наредниот период при изработката на следните јубилеи да посветиме внимание на ликот и делото на Прличев, на ликот и делото на Крсте Петков Мисирков, за кои што се уште постојат нови свежи сознанија и научници видни работат, истражуваат, објавуваат дела кои се капитални за македонската современа држава. Секако и од поновата историја Крсте Црвенковски треба да се третира како предлог, ова го споделувам како едно моје видување, секако и неколкумина други кои навистина можат од овој аспект да се представат и да дадат една символична порака за тоа каде сме биле, кој се дал прилог за изградбата на македонската држава, култура, развој и така натаму, и кој е примерот кој треба да го следиме. Ви благодарам.